Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата континуирано действува во насока на информирање, едуцирање и подигање на јавната свест за одговорно учество во сообраќајот, областите на работа и проектите на советот, како и плановите за работа за следниот период и целите кои треба да се постигнат. Се темите на кои разговараме со мојот денешен гостин, Зоран Јошевски, член на Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Господин Јошевски, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Најпрво да започнеме со структурната поставеност на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Така, значи Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Република Македонија е советодавно тело кое што е формирано од Собранието на Република Македонија. Инаку почетоците датираат уште во 1962 година, кога Советот е формиран како стручно тело на тогашниот државен секретаријат за внатрешни работи. Членовите во Советот во Републичкиот совет се избираат од страна на Собранието на Република Македонија со мандат од 4 години и сега овој актуелен состав на Републичкиот совет датира од претходната година, избрани сме во месец март, значи со мандат од 4 години. Во досегашното работење Републичкиот совет веќе се наметнува како едно водечко тело, не само во делот на превентивното делување, значи од аспект на безбедност на сообраќајот, туку и како главен иницијатор во делот на спроведување на одредени активности поврзани со безбедноста во сообраќајот, понатаму координатор на сите активности, координатор на активностите и имплементацијата на одредени, значи зацртани цели и мерки кои што се во насока на унапредување на безбедноста на сообраќајот. Кои се теми и области ги опфаќа работата на советот? Така, значи обврските на Републичкиот совет и делувањето, значи на Републичкиот совет е дефинирано со закон, односно тоа е Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде што јасно се дефинирани, значи кои све обврски ги има Републичкиот совет за безбедност. Јас би набројал, значи неколку од тие обврски кои што произлегуваат од законот. Тука на пример доаѓаат, значи соработка со сите институции кои што на било кој начин се поврзани со сообраќајот, посебно со делот безбедност во сообраќајот, понатаму организирање на научни стручни собири, трибини, организирање на одредени активности поврзани со безбедноста во сообраќајот, подготвување, издавање на публикации, креирање на некои видеоклипови, филмчиња со едукативна содржина од сообраќајот, тоа се веќе познати одат континуирано по медиумите и по интернет порталите. Понатаму поттикнување на научно-истражувачката работа. Овој последен совет, не дека јас доаѓам од научната фела, но си зададе една амбициозна, значи, задача да стави посебен акцент на научно-истражувачката работа и токму поради тоа минатата година го потпишавме меморандумот за соработка со одсекот за сообраќај при Технички факултет Битола, како би можеле, бидејќи Републичкиот совет ги има оние капацитети што ги има, но не може да се впушти во некои детални анализи, согледување и истражување, и заради тоа за потребите на Републичкиот совет во координација и заеднички со одсекот за сообраќај и транспорт да спроведуваме одредени истражувања кои што понатаму пак ќе бидат основа да превземаме квалитетни, значи издржани мерки кои што се во насока на подобрување на состојбата со безбедноста во сообраќајот. Понатаму исто така имаме обврска како совет и наша задача е да континуирано соработуваме со медиумите, значи и со средствата за јавно информирање, како би можеле навремено да информираме јавноста за одредени мерки, активности, иницијативи кои што се во насока на зголемување на безбедноста на сообраќајот, односно подобрување на состојбата поврзана со безбедноста во сообраќајот. Споменавте дека секоја година се реализираат бројни проекти. Соработката со медиумите, барем и ние можеме да ја потврдиме во текот на изминатата година, ве следевме на повеќе настани. Ајде да започнеме со оние проекти кои ги реализирате секоја година во континуитет. Така, значи Републичкиот совет од неговото основање па и наваму, значи претрпел премногу промени како од аспект на формална природа,
како од аспект на членови, значи продефилирале голем број на експерти, значи од поврзани со безбедноста во сообраќајето и така натаму, но едно е запазено, тоа е континуитетот. Значи, кој како состав доаѓа во Републичкиот совет има одредени активности, значи основни базични активности кои што ги спроведува. Значи исто така и ние како совет кога дојдовме во овој состав, значи немавме намера се она што било квалитетно од претходните години да го укинеме или да го девалвираме, туку напротив да го акцентираме и да го засилиме и ние продолживме со спроведување, значи да добијат тие активности континуитет. Јас ќе започнам што ние работевме во минатата година, а што беше и исто така активност која што е од претходните години. Например, ние имавме зададена програма од претходниот состав која што треба да ја реализираме во 2015 година и при тоа самите си зацртавме уште одредени активности кои што треба да ги реализираме покрај таа стандардна програма. Во месец покрај оние активности, манифестации како што се детски семафор, сообраќајно-техничка култура и така натаму, каде што имаме покрај тоа што некој надпреварувачки компетитивен, значи елемент во самите, значи манифестации, и има и едукативен елемент. Младите цела година, односно зборувам основците, учениците од основните и средните училишта, ги совладуваат правилата и прописите за безбедно учество и при тоа во рамките на овој надпревар, значи полагаат тестови, теоретски тестови, но исто така и вежбаат да совладат практични значи елементи. Основците, значи зборувам учениците од основните училишта, имаат практични елементи во делот на управување со велосипед, додека пак средношколците управување на мопед. Тоа беше една од манифестациите која ја започнавме како прва, како нов совет, значи за безбедност во сообраќајот. Потоа веднаш зададовме на исто така сеопфатна кампања, тоа беше кампањата која што ги третираше ранливите категории на учесници. Тука мислам на пешаци, децата, возрастните категории, значи старите лица, пензионерите, велосипедистите, и ја спроведувавме некаде 2 месеци, значи април и мај месец, најде на добар, значи одек во јавноста. Беше прифатена, беше препознаена, значи кампањата. Медиумите во секој случај апсолутно не следат во секој чекор, бидејќи ние без медиумите не можеме апсолутно да ја испратиме пораката која што сакаме да ја проследиме до пошироката јавност. После тоа, после завршувањето на ова активност, ова кампања, имавме еден настан, тоа беше промоција на втората национална стратегија, малку подоцна ќе зборуваме и за тоа. После тоа, во текот на летните месеци, имавме летна кампања. Ова година се одлучивме, минатата година се одлучивме дека треба да ставиме акцент на алкохолот и можеби веќе станавме препознатливи со оние пораки, со оние флаери, со оние настани каде што влегувавме во ноќните клубови, во дискотеките ширум Република Македонија и ги опоменувавме, значи сите оние учесници, сите оние значи гости кои што имаат недозволена количина алкохол во крвта, дека не смеат да управуваат со возило. Понатаму од страна на сите угостители, односно сопственици на ноќни клубови, беа прифатени сите пораки кои што сакавме да ги проследиме, беа значи како флаери, рекламен материјал во сите тие ноќни клубови за цело време стоја, значи како на некој начин, значи да можат гостите да барем на еден начин да ги подсетиме дека кога управуваат со возило да не пијат алкохол и обратно кога конзумираат алкохол да не користат возило, можат да ги користат, значи алтернативните превози, значи или такси превоз и така натаму. После тоа, стандардно започнавме со, бидејќи заврши летото, започнуваат училишните денови, проблемите со децата. Стандардно, значи, Министерството за внатрешни работи врши едукативен час во сите основни училишта, така и ова година, значи, на подрачјето на СВР и широм Републиката. Сите училишта, основни училишта се посетени од страна на представници од Министерството за внатрешни работи, каде што со соодветни реквизити најмладите, ќе кажам тука прво одделенците, второ одделенците се запознаваат со основните правила и прописи за безбедно учество во сообраќајот. Но ние ова година направиме една поширока, посеопфатна кампања под наслов да ги заштитиме децата во сообраќајот. Кампањата имаше малку поширок карактер, во неколку сегменти беше поделена. Првиот сегмент беше изработка, значи, на рекламен материјал и едукативен материјал. Тука ни помогна и ОПСЕ, испечативме некаде бројка 15-20 илјади линијари со елементи од сообраќајот, значи со пораки за децата, за најмладите.
и ги разделивме по сите основни училишта. После тоа имавме еден дел од кампањата во кој што ни се вклучија јавни личности од јавниот живот, спортисти, актери и така натаму, пејачи, кои што со оние жолти табли испраќаја одредени пораки. На почеток ги збунивме, значи граѓаните не знаеа што е пораката, значи само излегуваја и подигнуваја, значи жолти табли, а затоа потоа во втората фаза од кампањата веќе ги запознаеме што сакаме, значи да упатиме, значи која е пораката која што сакавме да упатиме од една страна кон возачите, од друга страна кон родителите и кон децата, значи. После завршувањето на оваа кампања доаѓаше денот за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. Тоа е стандардно, значи третата година. Тоа е ден кој што се одбележува на светско ниво, значи донесен со резолуција на Обединетите нации уште 2005 година. Македонија го почитува, значи ја почитува оваа резолуција и го одбележува стандардно овој ден. Тоа е третата недела во месец ноември, но бидејќи ни оваа година, значи имавме низа активности кои што не можевме да ги спроведиме во еден ден. Значи кога беше денот, значи тоа е третата недела, реков, во месец ноември, ние само направивме еден настан, тоа беше промовирање на парк на загинатите жртви, каде што засадивме во тој момент 124 зимзелени дрвца, заради тоа што до тој ден имавме 124 жртви во Република Македонија, во сообраќајот, значи на патиштата. Морам да кажам дека на наше позитивно изненадување ни се приклучија и родители на загинати дечиња кои што во Скопје го изгубија животот на улиците, значи во Скопје, и тие дадоа некоја порака, некоја символика, дури организираа одредени настани кои што беа од наша страна поддржани на местото каде што загинале, значи символично излегоа заедно со своите другарчињата, значи на починатите, да испратат порака, значи тоа да биде последната жртва на патиштата и на улиците. Потоа, бидејќи имавме низа настани, го посетивме и гробот на и меморијалниот, значи музеј на нашата звезда, тоа е Тоше Праевски, кој за жал и тој го изгуби животот во една сообраќајна незгода, значи на многу млад, и оттаму од Крушево, значи испративме порака до сите учесници во сообраќајот. Понатаму сите градови имаа индивидуални, значи тука дојде до израз креативноста на градовите. Еве на пример Битола имавме едно дефиле, почнувајќи од плоштадот Магнолија се до Епинал, каде што го сопревме сообраќајот 124 секунди во знак на починатите, односно загинатите во сообраќајни незгоди. И тука одржавме, значи испративме од тука порака во другите градови, на најразлични беше значи на најразлични начини беше одбележен овој ден. Значи зборувам, цела седмица се одбележуваше. Веднаш потоа не фати, значи зимската кампања, каде што дојдоа, значи да се испратат пораки до сите учесници во сообраќајот дека на што треба да внимават. Баш се сеќавам, и тука бев гостин во вашата телевизија и од тука испративме порака до сите учесници во сообраќајот на што посебно треба да обрнат внимание, значи и да опратат внимание во зимски услови. Потоа веднаш после започнувањето на празниците, исто така имавме една кампања која што беше креативна, значи животот е кршлив, колку еден, значи лампион од ЛКТ, па ја проследивме до сите медиуми, по сите интернет портали. Испративме повеќе пораки, значи како треба да се однесуваат учесниците во сообраќајот за време на зимските, значи за време на празниците, зборувам во зимата, со кои се предизвици и проблеми ќе се соочуваат за време на празниците и како тие да се однесуваат. Веднаш во тој период, значи пред крајот на годината, имавме обврска да до собранието предложиме програма за работа за наредната 2016 година, и тука работевме интензивно на програмата, да добие на квалитет, да бидат земени во предвид научните истражувања, не само да се направи кампања како кампања, туку да има цел и ефект и да вистина да биде резултат на одредено истражување, на одреден детектиран проблем во сообраќајниот систем, на одредена аномалија. Со оглед на тоа дека беа реализирани повеќе кампањи во 2015 година, можете ли да ја оцените 2015 како успешна и дали сте задоволни како Републички совет од ефектот кој беше постигнат со овие кампањи? Добро, ќе зборувам и од моје име и од името на Републички совет. Значи зборувам, ако гледаме од аспект на она што го реализиравме, на она што го направивме. Јас ќе кажам дека реализиравме
активности кои што повторно ќе кажам не беа предвидени со програмата од претходната година. Само иницијативно, значи, седнавме и се договоривме што е она што треба да го реализираме плюс од програмата која што ни беше предвидена и од аспект на квантитет и квалитет како беше спроведена, јас сум задоволен и Републичкиот совет. Но ако гледаме од аспект, бидејќи видите, ние немаме некои мерливи индикатори врз основа на кои што можеме да зборуваме. За мене како човек кој работи во областа безбедност во сообраќајот, за мене мерливо е бројот на настрадани во сообраќајни незгоди. Ако гледаме од аспект на бројот на настрадани во сообраќајни незгоди, апсолутно не можеме да бидеме задоволни. Значи апсолутно не можеме да бидеме задоволни и напротив треба да работиме уште посилно за да ја подобриме ситуацијата, бидејќи со втората национална стратегија имаме одредени цели зацртани, мора да ги реализираме и да ги оствариме. Ќе кажам само, ќе напоминам, минатата година имавме 148 жртви во сообраќајни незгоди. Ако гледаме од аспект на бројот на сообраќајни незгоди со потешки последици и лица кои настрадале, значи преку 830 сообраќајни незгоди, што е на ниво некаде од 2014 година, која што ни беше меѓу најдобрите години од аспект на безбедноста. Во делот на бројот на загинати имаме покачување. Значи за 2014 имавме 130, ова година, минатата година 2015 имаме 148 проблеме. Значи јас пак ќе кажам на неколку пати, тоа сум го кажал, ако гледате од научен аспект доколку постои, значи тренд на паѓање на бројот на жртви е добро и тоа е најдобриот показател, бидејќи знаете дека сте направиот прат и веќе дека сте изградиле систем кој што дава резултати. Исто така, ако имате тренд на зголемување на бројот на сообраќајни незгоди, вие знаете дека и тоа е добро. Значи, не од аспект дека се зголемува бројот, добро е затоа што ќе знаете дека не сте направиот пат, ќе се вратите, ќе кажете каде грешите. Најголем проблем имаме кога кај нас во Република Македонија од самостојувањето наваму, па ние имаме пикови, значи еднаш ќе одиме надолу, ќе падне бројот на сообраќајни, веднаш наредната година зголемување, наредната година намалување. И покрај тоа што нема некоја драстична, значи промена, ќе кажеме, значи бројот на моторни возила на регистрирани од 2000 година на континуирано се зголемување ќе имаме и веќе сега имаме ние зголемување за 100.000 возила регистрирани. Но зборувам во сите овие години кога степенот на моторизација се зголемува, бројот на сообраќајни незгоди под исти општествени услови, значи нема одредени промени, постојано ни се зголемува, ни се намалува. Тука значи дека и покрај тоа што имаме добар систем на превентивно делување, немаме ефективен систем за изградено, зборувам на национално ниво, немаме ефективен систем за борба, значи и подобрување на безбедносната состојба, значи борба против бројот на сообраќајни незгоди. Значи тука мора да се поработи. Во неколку наврати сум кажал, значи Македонија е една од земјите која што ја има прифатено идејата дека безбедноста можеме да ја менеджираме, значи можеме да ја управуваме безбедноста во сообраќајот. Таа идеја ја имаме, ја работиме, но Македонија е се уште во една фаза кога нема се уште изградено ефективен систем како тоа да го постигне. Значи не може залудно ќе се залажуваме, не можеме да спроведеме 100 кампањи, значи илјадници кампањи, да се обратиме до секој еден, но да работиме на промена на свеста. Не, мора да имаме системски пристап, системски приот од страна на сите чинители, значи во општеството, кои на било каков начин имат релација со сообраќајот и со безбедноста во сообраќајот. Значи од тој аспект не можам да зборувам дека сме задоволни и ние уште повеќе ова година ќе ставиме акцент да се обратиме до сите институции, до сите државни предпријатија кои што ги одржуваат патиштата кај нас, оние кои што до Министерство за образование, да испратиме порака дека посериозно треба да работат, да седнеме да видиме значи кои се приоритетите, каде Македонија греши и посебно ќе се обратиме до локалната власт, до локалните власти, мора да малку посериозно да се работи во тој дел, бидејќи произлегуваат одредени обврски од втората национална стратегија и во делот на локалните самоуправи и тука ќе треба да работиме ова година, наредната ќе ставиме акцент во тој дел. Ја споменавте и програмата за работа за 2016 година. Кои се плановите, значи во која насока ќе се реализираат новите проекти? Точно, значи сите активности кои што ќе бидат превземени во наредната во ова значи година во 2016 покрај оние стандардни значи кампањи, активности, манифестации кои што ќе ги одржува Републичкиот совет, значи покрај тековните имаме зацртано и одредени значи активности кои што се во насока и
Значи тоа се превземени обврски кои произлегуваат од втората национална стратегија. Како што напоменав претходно, ќе се обратиме до локалната власт, да има еден посериозен пристап во делот на безбедноста во сообраќајот, да си земи одредени обврски преку нивните општински совети, да можат малку поактивно да се вклучат и да ги следат активностите што Републичкиот совет ги наметнува, да ги поддржуваат кампањите што ги спроведува Републичкиот совет. Имаме соработка, значи не можам да критикувам дека нема соработка. Минатата година, крајот, значи минатата 2015 година, ние направивме средба со сите локални самоуправи, значи во Република Македонија. Зошто? Да видиме кои се проблемите, да ги запознаеме проблемите и на локалната власт, да видиме да ги запознаеме проблемите на општинските совети за безбедност, да видиме каде сме послаби, кај треба да се зајакнат капацитетите. За жал во некои општини, значи се уште нема формиран општински совет за безбедност. Некаде е оправдано заради тоа што такви се капацитетите, посебно проблем во малите општини, во руралните општини, но за жал имаме ние и општини кои што се, значи, урбани градски средини каде што немаат формирано општински совет, имаат капацитет, има доволен број на сообраќајни инженери, има доволен број на експерти кои работат на оваа проблематика и од друга страна пак имаме општински совети кои што слабо, значи, работат. Им треба импулс, значи, да се поттикнат малку посилно да работат. Им кажавме дека како Републички совет им стоиме на располагање од секој аспект, и финансиски аспект доколку имаат потреба, значи тоа произлегува од законот за безбедност, значи ние сме должни како Републички совет да ги поддржуваме општинските совети, значи како финансиски, како материјално, со идеи, со капацитет и така натаму. Во тој дел, значи, ќе продолжиме. Имаме неколку истражувања кои што се направени во претходната година и одредени резултати кои што ги добивме, ќе мора да ги артикулираме преку некои научни трибини, значи со тркалезни маси и така натаму, каде што ќе испратиме порака до сите оние до кои што треба да допре, значи, пораката. За почеток започнавме со една активност, можеби ќе поразговараме и за таа трибина, тоа беше, значи, инфраструктурата и унапредувањето на патната инфраструктура и незиното влијание врз безбедноста во сообраќајот. Понатаму имаме истражување во делот, значи, заедно се надевам дека ќе го спроведиме оваа година како кампања, тоа е Стоп за лековите во сообраќајот. Имаме фрапантна бројката на учесници во сообраќајот, значи зборувам возачи на моторни возила кои што управуваат под дејство на одредени лекови, посебно лекови кои што значително влијаат на психофизичките и психомоторните способности на возачите. А самите возачи не се свесни, никој не ги предупредил. Не ги почитуваат правилата. Не се работи тука. Во многу од тие случаи, знаете како, уште оној кој што ја препишал терапијата, не го предупредил учесникот. Ние имаме професионални возачи кои што управуваат, значи, под дејство, значи под влијание на лекови за смирување, под лекови, значи зборувам за висок крвен притисок, лекови кои што се забранети за, значи, јас не сум експерт во таа проблематика, ние консултиравме експерти медицински лица, каде што не сме под такви лекови да управуваат, каде што јасно во упатството на лекот и во она за конзумирање стои дека не сме да управува со работна машина со моторно возило. Никој не ги предупредил. Значи, кога самиот фармацевт ви кажува како треба да се конзумира лекарството, кој е начин, но не ви кажува кој тој забран да обратите внимание дека не треба да се вози со моторно возило кога сте под терапија на таков лек. И затоа ќе видиме, значи, како треба да се осмисли таа кампања. Ние работиме во тој дел и ќе имаме таква реализација. Понатаму забележавме, значи, огромен недостиг уште во делот на учениците од основно образование. Има недостиг од покриеност на наставата во делот на сообраќајно образование. Започнавме со еден крупен чекор, а тоа е поголема застапеност и креирање на нов предмет, значи, во наставните содржини, зборувам во формалниот систем на образование, за основците од 1 до 9 деление. За жал, сообраќајот се третира во еден предмет, тоа е техничко образование, но заклучивме дека и сите сме согласни дека тие содржини се недоволни за учениците да се запознаат со проблемите. А при тоа имајќи во предвид дека возрастот од 7 до 14 години е возраст кога ние треба да ги оформиме, значи, младите учесници во сообраќајот, тоа се децата, да им изградат одредени правила и норми за однесување.
И токму поради тоа инсистираме, значи, да се или ќе одиме на нов предмет, повторно кажувам, значи, со Бирото за развој на образованието, со Министерството за образование сме во постојана комуникација и во таа насока ќе размислуваме, значи, за воведување на или на целосно нов предмет или доколку не постои за таква можност, бидејќи образовниот процес е оптоварен со низа предметни содржини, ако не постои можност ќе одиме барем во постоечките предмети каде да се вметни посилно и поголема застапеност на сообраќајното образование. Видете ден ова зошто го правиме. Бидејќи и тоа може да се забележи. Направивме анкетно истражување и опфатиме преку 10.000 испитаници. И една заедничка констатација од се уште се обработуваат податоците, но еве би споделил. Многу малку родителите посветуваат внимание на едукација на своите деца во однос на аспектите поврзани со сообраќајот. Кој заради недостаток на знаење, значи секој родител нема доволно знаење да го едуцира своето дете за правилата и прописите во сообраќајот. Кој заради незнаење, кој заради тоа што смета дека овој аспект не е битен толку во човековото живење. Значи сите ние како родители се грижиме нашите деца да ги едуцираме, да ги направиме прави личности, но не ги учиме на најбитната работа како тие да се заштитат во една сообраќајна џунгла, да речем, или во оние хаос сообраќајни кој владеи, каде што имаме преку 148 жртви во сообраќајот, каде што најголемиот дел, значи бројот на деца загинати минатата година не е зголемен. Значи никој не се грижи да ги насочи правилно децата, да ги научи на кои правила и прописи треба да внимаваат, значи како безбедно да стигнат од домот до училиште и така натаму. И низа други аспекти сметаме дека со овој предмет или со овие зголемени наставни содржини во делот на сообраќајното образование ќе го постигнеме. Тоа е тој дел што понатаму го планираме како крупен проект. Значи има низа и можеме многу да зборуваме, значи да не одземаме, но за секоја активност која што ќе ја спроведуваме, значи ќе бидат информирани сите медиуми, електронските, интернет порталите, значи и така натаму. Со оглед на тоа дека беа реализирани повеќе работилници со децата, баш за нивната вклученост во сообраќајот, како најмладите гледаат на тоа, значи дали им е интересно и дали тоа го прифаќаат и брзо ги учат правилата? Имавте некое искуство, значи секоја година се спроведуваат тие, каква е реакцијата на децата? Јас морам да напоменам, значи, на дечињата многу им се интересни, значи униформираните лица, полицијата, значи која ќе и ние инсистираме, значи службените лица, значи од Министерство за внатрешни работи да бидат поблиски со дечињата и тие тоа ги сакат, значи. Се уште се фрла некоја на тема да се плашат дечињата од полицајци, така натаму можеби не знам таков бил системот и така се има некоја, значи пракса воспоставена, но дечињата се, морам да кажам, како сунѓа, впиват се она што ќе им го кажете, она што ќе им го презентирате. Наидуваме на огромен прием на ова, интересно им е сообраќајот. Значи тие секојдневно се соочуваат со сообраќајот, секојдневно патуваат, значи како пешаци учествуваат во сообраќај, како велосипедисти, понатаму како сопатници во патнички возила, дури не кријат дечињата да кажат дека нивниот родител не се врзува со појас, значи кога вози. Не кријат да кажат дека нивниот родител вози со поголема брзина, значи од она пропишаната. Тука треба да се стави посебен акцент и на родителите, значи ако ние сакаме нашите утре деца да ги почитуваат правилата и прописите, ако ние сакаме да изградиме систем каде што учесниците во сообраќајот ќе се чувствуваат безбедно, значи нема да се чувствуваат загрозени, каде што јавниот ризик ќе го намалиме од сообраќајни незгоди, каде што бројот на жртви ќе го намалиме од сообраќајни незгоди, мора да започнеме од една генерација. Значи, ние сите како возрастни личности сме учели, сме граделе одредени ставови, навики за однесувањето во сообраќајот од нашите родители, кои што ако не се врзувале во возилото со појас, ако возеле со недозволено, ако влегувале на црвено светло, ако не пропуштале пешаци на пешачки премин, ако кога биле пешаци не преминувале на пешачки премин, туку хаотично преминувале на коловозот каде што сакат, значи по најкраток пат, тогаш и ние така ќе се однесуваме. И затоа овој систем се уште не може да направи рез. На неколку прашања, значи до мене како да постигнеме, не можеме преку ноќ да постигнеме промена на јавната свест. Ние работиме континуирано, но верувајте дека и индивидуалната свест кај сите учесници мора да се зголеми, одговорноста кај сите учесници мора да се зголеми. Нека не води
девизата или премисата дека тоа сообраќајните незгоди, жртвите се предодредени за некој друг, миле тоа не може да ми се случи. Не, напротив, на секој може да му се случи. Она што ние го гледаме, оние значи судбини по патиштата, оние кривични дела по патиштата, на секого можат да го затрефат и на секој може да му се случи. И заради тоа треба да почнеме барем од нашите деца, нашите дечиња за да после 10-15 години ние изградиме систем. Значи да ги насочиме за правилно учество во сообраќајот, барем оние основни правила да им ги дадеме, значи да изградат правилни навики и ставови. Ја споменавме и во втората национална стратегија. Еде малку повеќе околу оваа стратегија. Да, значи Републичкиот совет по задолжение од координативното тело на владата на Република Македонија за унапредување на безбедноста во сообраќајот ја подготви како првата, така и втората, заедно, значи морам да кажам со нашите партнери, втората национална стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. И само би се задржал, значи, на неколку клучни моменти. Самата стратегија се однесува за временски период 2015-2020 година и има за цел да го намали бројот на жртви во сообраќајни незгоди на просекот што сега го има во Европска унија. Просекот во Европска унија е некаде 50 загинати на милион жители. Ние во 2014 имавме добра шанса да слезиме, да се доближиме до тој просек, некаде имавме 63-64 жртви на милион жители. Ова година веќе пак зголемување, 74 жртви. Видете, не е недостижно, само треба сериозен пристап од сите, пак ќе кажам, субјекти. Не може вие само со превентивно делување, значи Републичкиот совет, пак ќе кажам, нема некоја извршна моќ да може да влијае на одредени институции, единствено може само, значи, да сугерира, може да ги координира и да предлага мерки и активности за подобрување на безбедноста во сообраќајот, но во никој случај нема моќ да наметне одредени обврски кои што треба да ги преземат сите чинители. Во тој дел, но тоа не значи дека ние нема да продолжиме да работиме понатаму. Во тој дел, значи, бројката е достижна до 2020 година. Зошто? Затоа што европските земји, скандинавските земји, Германија и така натаму веќе стигнуваат до бројка од 20 под 30 жртви во сообраќајни незгоди. Европскиот просек е 50 заради тоа што овие земји, да речеме, од Вилнус групата, Литванија, Летонија, Романија, па ќе го земам нашиот јужен сосед Грција, не стојат добро во делот на безбедноста на сообраќајот. Бугарија, тоа се земји кои што го, ќе кажам да не под наводници, го расипуваат тој европски просек. Но западните европски земји, значи и општества веќе имаат изградено многу одамна систем, ефективен систем за намалување на бројот на сообраќајни незгоди, на жртви од сообраќајни незгоди, и тие веќе сега се во моментот некаде да стигнат под 30 жртви. Ако продолжат со овој тренд, тие ќе го намалат и под 20 жртви, кога ние ќе стигнеме во 2020, ако стигнеме, значи, на 50 жртви на милион жители во сообраќајни незгоди. Затоа мора да работиме во тој дел. Понатаму бројот на страдани, значи посериозни настрадани, сакаме да го смалиме за 30%, и ние не можеме само жртвите да гледаме. Рачунајте дека од страна имате преку 1000 лица кои што се здобиваат со траен инвалидитет. За нив општеството треба да вложи трошоци. Не треба само да се гледа низ хуманата димензија. Да, прво треба низ хуманата димензија, но втората и финансиската, значи, димензија, материјалната страна. Самото општество, значи, огромен број на средства, значи, одвојува за рехабилитација заради одредени личности што не можат повеќе, не се работоспособни, така натаму, за да ги ресоциализира, да ги врати во нормалниот, значи, во секојдневното живење. И токму поради тоа треба и од таа страна да се гледа. И уште еден аспект има втората национална стратегија, тоа е бројот на деца жртви во сообраќајни незгоди да се намали на нула. Некој ќе рече, имајќи го предвид овој број сега, ќе рече, па тоа е утопија. Не е утопија. На Норвешка пред минатата година, значи, читавме дека веќе тоа го постигна, значи нема деца загинати во сообраќајни незгоди. Ние тоа сакаме до 2020 да го постигнеме, и тоа е цел. Мора да се стремиме, можеби е превисока целта, но мора да се стремиме за да постигнеме, значи, резултати. Пак ќе се навратам, втората национална стратегија има јасно предвидени обврски за локалните самоуправи, за општинските совети, преку кои што, значи, тука ќе кажам, значи, тоа се општинските совети, најголемиот терет ќе падне товар. И затоа уште сега ние се подготвуваме да ги подготвиме сите локални самоуправи, сите општински совети да бидат функционални и да можат да се носат, значи, со предизвиците и да можат да се носат со активностите кои што ќе треба да ги спроведуваат на локално ниво. Неодамно беше одржана и конференција унапредување на сообраќајната инфраструктура, фактор за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата. Веќе ја споменавме, кажете ми накратко кои се заклучоците од оваа конференција.
Точно. Ова прво ќе се навратам малку зошто беше организиран. Значи, во текот на креирањето на програмата за 2016 година, ние како Републички совет ставивме до знаење на пошироката јавност дека може да се вклучи со предлози, сугестии така натаму, кои што би воделе кон напредување и подобрување, значи, на безбедноста во сообраќајот, и морам да кажам, значи, сме многу задоволни, имавме силен, значи, одек во јавност, се пријавија многу луѓе, значи, кои што сугерираа, даваа предлози, но рачунајте дека сите тие предлози беа наменети кон одредени институции. Имајќи во предвид дека голем дел од забелешките се однесуваа на патната инфраструктура, и ние сметавме дека треба да седнеме заедно со координативното тело за безбедност во сообраќајот на владата на Република Македонија, да видиме каде треба да дадеме, значи, посилен акцент, каде сме добри, бидејќи ајде само да не критикуваме, значи, Република Македонија со проект кој што се однесуваше на евалуација и оценка на патната мрежа во Република Македонија, финансиран, значи, од Европската унија, минатата година изготви студија во која што ги рангираше поголемиот дел од делници во Република Македонија. Значи, ги рангираше според Eurorap методологија и според меѓународно признати индикатори, и добивме заклучоци кои патни делници се критични, каде треба да се работи. И во овој момент јас можам да кажам, значи, дека од страна на владата се идентификуваа, значи, тие делници и веднаш се пристапи, значи, кон нивна реконструкција. Јас би го споменал, значи, патот Ресен Битола беше проблематична делница. Во моментов се работи, не сум, значи, информиран до каде, но се надевам дека за брзо време ќе заврши реконструкцијата, значи, на оваа делница. Понатаму патниот правец Кичево Охрид беше проблематичен. Иако таму имаме пат, значи, од, ако гледаме по ранг, тоа е пат од втора категорија, значи, пат резервиран исклучиво за моторен сообраќај, но имавме зголемен број на сообраќајни незгоди, таму ни беше и јавниот ризик, и сите они меѓународно признати, викам, индикатори беа, кажуваа дека таа делница е проблематична. Понатаму проблематична е делницата, ако е автопатска, Гостивар Тетово. Значи, имаме тука проблем. Понатаму Скопје, Блаце, Куманово, Крива Паланка, делницата, да не испуштам некои од делниците, да не изоставам, Штип, Делчево, и координативното тело, заедно со Министерството за транспорт и врски, веќе во 2016 ќе пристапат кон покрај тоа што еве од минатата година веќе започна со реконструкција на овие делници, ова година веќе сериозно планираат да вложат одредена инвестиција, значи, во овие патишта, и веќе ќе се работи на овие патишта. Кој ќе се реконструира целосно, дел ќе се реконструира горниот, тоа значи коловозна конструкција и така натаму. Сега да одговорам на прашањето, значи, кои заклучоци произлегува? Заклучоците можеме да ги гледаме од неколку аспекти. Прво, заклучоци кои што се однесуваат на правната легислатива и на законската регулатива од оваа област. Значи, најчесто имавме забелешки, сугестии, значи, од експерти, значи, кои работат на оваа проблематика, дека не достигаат, значи, законски акти кои што се однесуваат на планирањето, проектирањето на кружните крстосници. Понатаму имаме недостаток во делот на подзаконските акти и правилници кои што ги уредуваат страничната прегледност на крстосници, триаголниците на прегледност. Имавме сугестии од професори од Градежен факултет кои што се однесуваат на тоа дека во Република Македонија се уште немаме методологија и стандардизирање во делот на мерење и база на податоци за рамноста на коловозите на патната мрежа во Република Македонија. И тука треба да се работи. Немаме податоци и стандардизација, ниту методологија за мерење на коефициентот на триење, односно отпорот на лизгање на коловозните површини. И во тој дел ќе треба да се работи. Другите беа дека Македонија мора да продолжи понатаму и ќе има обврска како кандидат за член во Европската унија, да секоја година континуирано, значи, ги рангира патиштата во Република Македонија, да предлага активности и мерки за нивно за подобрување на безбедноста, а според она што пред малку го кажав, според она Eurorap методологија. Значи, во тој дел имавме и исто така имаше заклучоци
препораки за конкретни, значи, патни делници да се подобрат, значи, кои се критични. Имаше од страна на експерти лоцирано проблеми каде што имаме на неколку делници автопатски каде што имаме приклучување од лева страна, значи од лентата за брзо возење и пристигнување. И не можам ни да се сетам, значи, имавме преку 30 заклучни согледувања, но ние како Републички совет си задавме обврска тие сите заклучоци да ги испратиме до вистинските, да ги адресираме до вистинските, значи, субјекти каде што тие ќе можат да си преземат мерки и да им дадеме задача да сработат во оваа проблематика, па ќе видиме, значи, во иднина. Се надеваме дека ќе имаме одзиви од страна на сите институции, бидејќи сите беа присутни на тркалезната маса, сите беа присутни и активно зедоа учество и се надевам дека ќе имаме соработка. Јас накратко ќе се задржам на подобрување на законските решенија. Дали тоа ќе биде подкрепа за работата на самиот Совет за безбедност? Видете, вака, ако сакаме да постигнеме одредени резултати, јас зборуваме ве сега за безбедноста, апсолутно правилниот пристап и правилното уредување, значи, на законската регулатива, легислатива има битна улога во делот на подобрување на безбедноста, значи репресивните мерки, така натаму, дефинирањето на правилна казнена политика и покрај тоа што ќе бидеме за некои решенија критикувани. Вака, Републичкиот совет, значи, активно учествуваше во донесувањето на законските решенија од последниот закон за безбедност, значи во 2015, значи сведоци сте дека имаме нов закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, значи целосно нов закон, не измени, каде што Републичкиот совет се вклучи со преку 100 предлог решенија, значи законски решенија, дел од нив беа прифатени, имавме конструктивна дискусија, и посебно би ги издвоил, значи, и предлагачот на законот и ние како Републички совет сме задоволни од онаа одредба која што наложи да максимално дозволената брзина во населени места изнесува не повеќе од 50 км на час. Зошто тоа е така, бидејќи најголемиот број, а тоа го покажа и научните истражувања, значи најголемиот број од сообраќајните незгоди се случуваат преку 90% од сообраќајните незгоди се случуваат при брзини помали од 80 км на час или при брзини кои што одговарат на брзини во градски средини. Со овој потек, значи, ќе постигнеме од една страна да се намали бројот на сообраќајни незгоди, ама од друга страна да имаме помалку страдање на ранливите категории на учесници, пешаците, мотоциклистите, велосипедистите и така натаму. Понатаму имавме проблем со користењето на системите за пасивна безбедност. Значи имаме истражување кое што исто така ќе биде третирано, резултатите ќе бидат прикажани на една од трибините кои што планираме да ги организираме. Ние имаме, значи, катастрофално низок процент на користење на сигурносниот ПВС во возилата. Тоа е систем за пасивна безбедност кој што има огромна, значи, улога во делот на намалување на штетните последици откако ќе се случи одредена сообраќајна незгода. Посебно на сопатниците, а сопатниците на задните седишта, да не зборувам, значи, процентот кои што на сопатници кои седат на задните седишта користат сигурносен појас е 0, значи до 1% во одредени, значи, средини. Во тој дел сега се стави еден акцент, се ставија посериозни казни во делот и за сопатниците, а не само за возачот. Се воведе детското седиште како исто систем за пасивна безбедност за децата, а пак ќе кажам во рамките на она да го намалиме бројот на деца жртви во сообраќајни незгоди. Понатаму ставивме поригорозни едно прогресивна, значи, казнена политика во делот на учесниците кои што ќе се вклучат под дејство на алкохол. Исто така и за брзината. Имавме критики зошто само се казнува или не знам зошто превисоки се казните. Видете, има приврзаници од една страна кои ќе кажат да, вистина не треба високи казни, не знам. Но верувајте, ние имаме проблем, пак ќе кажам, како да изградиме свест за правилни навики, за правилно несување во сообраќајот. Се сложувам и со едните и со другите дека само преку репресивна политика не можете да постигнете подигнување на јавната свест во овој дел, но еден од начините кои што треба да помогнете и тоа, значи, и затоа, например, различно се казнува количина на алкохол од 0,51 и 1,51. Некој ќе рече, па
пијан воzač е пијан возач. Да, но сепак сега му се дава можност на Министерството за внатрешни работи да ако одреден возач е под таква количина на алкохол да може да биде задржан 12 часа, значи до она отрезнување и после тоа да биде вратен. До сега ни се случуваше да полицијата, односно Министерството за внатрешни работи нема можност како да ги отстрани. Нема можност, значи едноставно требаше да повикат нивни близок, да го земи возилото или да ги ова. Сега Министерството за внатрешни работи и полициските службеници ќе имаат можност, значи да направат и приведување на лицето кое што ќе биде неспособно за управување на возило заради алкохол. Значи законските решенија во секој случај да ќе помогнат и тие се едни од пак ја што го заговарам системски пристап, превентива, репресија, значи. Тука мора да го завршиме нашиот разговор за денеска. Се надевам дека бевме корисни со информации и со совети. Еве уште еднаш апел до сите да бидат попредпазливи, да се вклучат. Јас ќе ви посакам пред се реализација на најважните цели, намалување на жртвите во сообраќајот и намалување на бројот на сообраќајни незгоди, а понатаму и секако уште многу успешно реализирани проекти и кампањи. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам, значи, и се надевам дека и понатаму ќе имаме успешна соработка како и досега со вас како медиум и со останатите медиуми. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Јавни политики. Ви благодарам за вашето внимание. Следете не и следниот вторник на истата фреквенција на телевизија Мега во 20 часот и 45 минути.